Добро вечер, уште еднаш во отвореното студио. Со мене Христо Ивановски, домаќин вечерва на тема дали Европската Унија оди во процес на проширување или ЕУ неминовно оди во процес на распаѓање. Дали она што се случува во Каталонија, референдумите во Италија се првите чекори кон дефрагментација на ЕУ и практично уривање на стариот европски сон за една федерална држава. На овие теми, на овие прашања вечерва ќе зборуваме со Љупчо Петковски, извршен директор на Евротинк, Центарот за европски стратегии. Љупчо, добро вечер, добре дојде во студиото. Благодарам на поканата. И Антони Пешев, стопанственик и председавач на Собранието на Стопанската комора на Македонија. Антони, можеме уште многу титули да кажем, но добре дојде во студиото, ќе можеш и нешто и сам да кажеш. Благодарам на поканата. Љупчо, што е Евротинк и кои се вака врските со идејата за Европска Унија, односно нашите европски интеграции? Може ли нешто повеќе да ни кажеш? Евротинк, Центар за европски стратегии, односно поранешен Македонски центар за европско образование, е невладина организација, односно здружение на граѓани кој постои повеќе од 15 години и кој го поддржува пристапувањето на Македонија кон Европската Унија и не само пристапувањето, тесно сватено туку, да кажем, европеизацијата на општеството, преку истражувања, мониторинг на јавни политики, анализи, градење на капацитети на општеството за да кажеме за конкретни теми како подобро искористување на европските фондови и застапување за како цивилниот сектор на некој начин може да помогне на владините политики да се приближиме до Брисел, едноставно кажано. Да го подобриме животот на нашите граѓани. Така, всушност главната поента е како да го подобриме животот, амбиентот, воздухот, екологијата, платите, стандардот, многу работи се така, затоа што нели само пристапување предпоставува нешто од собирање на ѓубрето до подобра демократија. Интересна е твојата биографија. Денеска кога читав, кога се подготвував за емисијата, видов дека си магистрирал идеологија и дискурс, анализа на Универзитетот Есекс. Сега, ако тргнеме дека Обединетото кралство излегува од Европската Унија, тој не се сега во процес на преговори, не знаеме како на крај тоа ќе заврши, но како тебе ти изгледа како лидер или како директор на Евротинк кој треба да не внесе, кој е твоето искуство, што можеш да... Мислам дека нели исходот на референдумот беше шок за цела Европа и беше, да кажеме, симптом на една криза која очигледно постоела во позадината, и тоа не е криза само за Обединетото кралство или за Европа, тоа е некаква криза на старите структури кои, да кажеме, обезбедија мир во Европа последните 60 години и го организираа, политиката, животот, размената економска и така натаму. И тоа некако се засили таа криза и сите тие антагонизми излегоа на површина со економската криза. Во изминатата декада многу луѓе се, да кажеме, разочарани и бараат некако виновник. Во Британија дебатата беше таква како што беше во Обединетото кралство. Повеќето од луѓето, мислам, тука поставеа различни поделби. Не се сите луѓе што гласале за Брекзит, да кажеме, националисти или многу мина од нив се едноставно работници што изгубиле работа, што не се веќе конкурентни на светскиот пазар, се затвориле фабриките во градовите кај што живееле, врз секојдневните нивни животи практики некаков притисок постол и едноставно не се снаоѓаат во тој свет. Политичарите престанале да ги застапуваат, се чувствуваат оттуѓени и едноставно, мислам, гласот за излегување беше глас со кој што сака да искажат казна за сето тоа што се случува. Велика Британија како доминантно евроскептична, сакам да кажам, евроскептицизмот не секаде значи неминовно излагање од Европската Унија. Иако во случајот со Велика Британија токму тоа. Клучна улога, мислам дека таму одигра медиумите, затоа што медиумите, ако да го употребиме терминот вие што го употребувате, таму се со години наназад евроскептични. И дел од политичарите во смисла да, кога се среќава со луѓето што ги представува во својата изборна единица и кој ќе му рече зошто не преземате нешто
за одреден проблем, многу често и на политичарите им е лесно да кажат тоа е поради Брисел. Нели Брисел тоа ни го наметна и тоа со години ствара на таа Бриселската бирократија и така натаму, која нели не е демократска и така натаму. Некако се собираат, кога ќе се собираат сите тие контрадикции, противречности, некако испадна така да превагна таа страна, меѓутоа таа разлика беше премала, се таму и дебатата не е докрај затворена. Не е докрај затворена и не знаеме како тој цел процес ќе заврши. Тоа е многу комплексна работа. Како што е влегувањето во Европската унија комплексна работа, така и излегувањето. Мислам, они кога ќе излезат ќе треба цел сет на билатерални трговски договори да кажеме да се пазарат со еден куп држави. Тоа е еден комплексен, робустен процес дури за сериозна држава која што е Обединетото кралство. И некаков шок ќе постои. Веќе таму се цените малопродажни на најнеопходните производи зголемени. Инфлација се појавува од држава каде што немало инфлација со години наназад. Значи веќе се чувствуваат некакви негативни трендови кои што нели луѓето можеби ќе ги пишманат, народски кажано, да го сменат своето мислење. Добро, британците ни за години има проблеми, испраќа пораки, не сакаме толку да даваме пари, премногу даваме, од друга страна им пречи дури судот за човекови права, па зошто ние законодавството да го применуваме во нашата држава кога ние на некој начин ја измисливме демократијата. Но она што е за мене важно, мислам дека ќе издвојам два клучни збора, Лјупче, што ги користиш, што ги употреби, тоа е криза, значи криза и шок. Да, подолго време, Антони, имавме финансиска криза во рамки на еврозоната, а би рекол и пошироко. Не само во еврозоната, финансиската криза влезе многу пошироко и подлабоко, и шок. Да речеме, Каталонија е еден од тие или шокови или авторшокови на Брекзитот, можеме да кажеме. Ние имавме пред година и нешто референдум во Холандија за неприфаќање на спогодбата ЕУ со Украина. Тесно но помина тој референдум. Можеби холандјаните се подготвува за нов референдум да ги следат британците. Или да речеме холандската кралска фамилија да следи британската кралска фамилија и да речат доста ни е од Европа, ни треба помалку Европа. Зошто Европа е сега во вакви шокови, во вакви и финансиска, еднак финансиска криза речиси помината, едвај, веќе влегува во политичка криза? Јас мислам дека, прво да ви кажам, подготвувајќи се денеска за оваа дискусија, како никогаш досега не бев запрепастен колку многу работи и колку брзо се случуваат во Европа. Значи Европа со неверојатна брзина ита према една нова состојба која ни одалеку не наликува на она идеалната слика која Европа си ја замислуваше за себе како земја на просперитет или територија на просперитет во која економијата се развива безпрекорно, во која луѓето се задоволни, дека се функционира. И мислам дека ова што се случува сега се повеќе и повеќе наликува на еден брак, ако може да го употребам тој збор, брак кој почнува да влегува економска криза, па почнува секому да смета нешто. Почнуваат обвинувањето околу тоа како кој колку троши, кој колку контрибуира во буџетот, кој колку користи од европските фондови, зашто сте уплатиле, зашто не сте уплатиле, зашто вие не прифаќате бегалци, а ние ги прифаќаме, која е таа солидарна логика која не ни дозволувате да направиме нешто што ни помага. И знаете како, тоа помалку наликува на Југославија кога се распаѓаше во крајот на минатиот век. Тогаш почна таквите обвинувања и првите дискусии околу тоа каде се кој уплаќа повеќе во буџетот, а кој користи повеќе од буџетот. И сега ако видите побарате аналогија, што се случува во Каталонија, што се случува во Северна Италија, што се случува во сите овие региони каде што се бара поголема автономија од централната власт и некоја посебен статус, ќе видите дека сите кај нив основата е неизбалансираниот однос на тоа колку пари се внесуваат во федералната власт, а колку пари се земаат од федералната. И сега одеднаш стана Европа како капа на целокупната
политичка инфраструктура која постоеше во Европа, така да почна националните влади да стануваат претесни за комуникацијата на одредени развиени региони кои сакаат со Европа да комуницираат по директна линија. Им се чини дека ќе биде возможно во некоја иднина они наместо да идат до Европа преку власта, да кажеме сега збориме за Ломбардија и Зивинето, место да идат преку Рим до Брисел, дека они би можеле како регион директно да преговараат со Брисел. Ке говориме по Јошка Фишер во колумна вчера за Syndicate го говори спротивното, дека ЕУ е сојуз на национални држави, не на региони. А знаете како се случува како често што ни се случува со Европската Унија. Европската Унија почна како сојуз, економски сојуз за соработка во делот на челикот, железото. Подоцна се прерасна во институција која малку ја прошири сојуз за економска соработка во регионот, значи тоа говориме 30 на години, пред 30 на години, нели? Ова година 30 години славиме од потпишувањето на тој договор во заедницата, јаглени челик. Не, од договорот за Значи 30 години од кога тие први 6 држави потпишаа договор за заеднички економски простор. Она што, пазите, заеднички економски простор, никој не споменуваше политичка агенда. Никој не говореше дека тој политички простор ќе има парламент, дека ќе има комисија која глуми влада, дека ќе има министри, кои сега не ги викаме министри, го свикаат високи комесари, дека тој ќе има бирократија која е многу поголема од класичните бирократи на кои дури и Европа не беше навикната. Така да ние имаме ситуација на инверзија на глобалната идеја од која е почната Европската унија до нешто што денеска наликува на една држава во која уште во почетокот не се дефинирани базичните постулати на тоа што државата ќе го работи. Значи не сум како се адвокат на ѓаволот, меѓутоа сакам да кажам дека секоја заедница ако има амбиции треба своите постулати или идеите да ги постави во својата основа. На што сме денеска сведоци? Дека немаме заедничка надворешна политика на Европската унија. Многу често се дисонантни се тоновите што доаѓаат од разните држави. Немаме централна банка. Имаме проблем со контролата на еврото и начинот на кој се користат. Имаме проблеми со тоа што немаме централна финансиска контрола на контрибуцијата во буџетите на државите и кон Европа. Имаме сериозен проблем околу дефинирањето на стандардите во кои комуницираат државите и ако сакате денеска се покажува дека на обично барање од Америка да се поедностават процедурите или да се поистоветат процедурите за комуникација на Европа, одредени држави респондираат на еден начин, други држави респондираат на друг начин. Значи систем. Значи, недостасува глобален систем, како да недостасува глобална визија за тоа. Јас ќе го прашам Љупчо, мислам дека од Рим, Римскиот договор, потоа Мастрихт како клучни точки, па еве Лисабонскиот договор, зарем Љупчо со Лисабонскиот договор не се отиде чекор напред, нели се затвори таа конструкција и требаше да одиме всушност сите напред, побрзо да се интегрираме. Кај ги гледаш тие куршлуси, каде е главниот проблем Европа да функционира? Ја мислам дека куршлусот е во криза и можеби самиот проект е во криза, очигледно е во криза. Не сум толку скептик дека тоа ќе се распадне и дека мислам дека ќе треба да се редефинира улогата и дека ќе се најде некаков договор и заеднички јазик, затоа што бенефитот и од некоја рационална перспектива за државите се уште е поголем. Меѓутоа во криза, како што рековте, нели, кога има некакви куршлузи, почнуваат обвинувања, расте национализам, па еве имаме имигрантска криза и така натаму, меѓутоа ќе се најде некаков договор и некаков модус операнди што целата таа идеја ќе одржи. Впрочем, не знам, и последниве години и податоците не се толку лоши, ниту економскиве движења, значи некакво закрепнување постои, тоа треба да се постави на здрави темели и така натаму. Мислам дека клучниот проблем од моја перспектива е што можеби целата идеја престана да биде идеја на развој, престана да обезбедува развој и да ги намалува тие структурни разлики помеѓу државите. И кога тоа ќе престане или кога тоа нема да биде видливо како што било видливо во минатото, тогаш нели луѓето почнуваат да се запрашуваат дали нели вреди. Меѓутоа тука не се само за обвинување Европската унија, дали нашиве граѓани знаат колку е контрибуцијата на Европската унија преку ИПА фондовите годишна за Македонија, за развојот на Македонија, за различни области. Последниве 10 години е околу 100 милиона евра годишно.
преку ИПА фондовите. Исто беше и во ИПА 1, многу е слична бројката и во ИПА 2. Дали Добро, ние ние гледаме почнавме видливоста на тие фондови? Одамна почнавме со Дали фаре нашата- програмите. Со фаре програмите, значи дали нашата влада, нашите влади наназад обезбедиле некаква видливост за тие фондови? Дали кажале дека нешто што направиле го направиле благодарение на европските фондови? 100 милиони евра е повеќе од 1% од македонскиот GDP, ако не се лажам, така. Пред неколку години било речиси 2% од македонското GDP. Како се видливи тие работи? Ние како граѓанска организација доста посветуваме внимание на тоа и преку некои наши иницијативи како ИПА механизмот, тоа е една наша иницијатива и проект поддржан од Европска унија, се трудиме заедно со други партнери, со граѓански организации, преку една мрежа која вклучува преку 300, односно околу 300 невладени организации, да го покренеме тоа прашање, значи да ги направиме фондовите повидливи пред јавноста и да обезбедиме интересите на граѓаните да бидат повидливи во целиот тој процес на програмирање на тие фондови, затоа што парите очигледно се тука, значи помошта е очигледно тука и дебатата треба да биде насочена на тоа. Не на темите врз кои што немаме контрола. Очигледно некаква инфраструктура е поставена, некаква инфраструктура што треба да искористиме и тоа треба да е нашата тема. Ние можеме за големите теми да дискутираме колку сакаме, меѓутоа како мали играчи, како ситна држава, ние сме на крај корисници на тоа што се случува. Апсолутно треба да размислуваме, да антиципираме и така натаму, меѓутоа да кукаме над нашата судбина и над судбината на нешто што се случува, мислам дека не е целисходно за нас. Да, мислам дека бурето, европското буре е уште полно со мед, има доволно да се срка, меѓутоа кога ќе почне тоа да се празни, ќе почнат и првите посериозни конфликти. Но мислам дека од она се што го гледаме, што кажуваш Антони, дека за неколку дена многу работи се случуваат, филмската лента оди многу брзо во Европа, навистина и не може да се следат некои работи многу подлабоко. Да речеме, она што се случуваше во Каталонија беше ехото во Брисел беше многу слабо. Од типот не се мешаме во внатрешните работи, да се почитува уставот. Во ред, меѓутоа таму имаше прекршување и на полициска употреба на прекумерна сила, се забрани слободното гласање на каталонците, иако нели законот не дозволува такво изјаснување, сепак вие не можете да спречите слободни изјаснувања, вие не можете да го признаете. Но мислам дека поентата ми е дека двојните стандарди и принципот на солидарност како да храхира, и тоа е клучниот проблем. Еве го гледаме Лјупчо и со мигрантскиот бран. Значи, некои држави едноставно како да не се членки на ЕУ, не сака да ги преземат одговорностите. Да преземат... Токму и околу тоа говоревме. Ако се нема унифицирана политика, генерална, и визија за тоа каде иде целокупниот регион, вие имате ситуација во која националните економии се борат за екзистенција, поставени им се стандарди многу високи, со обзир на тоа дека економската криза во Европа која беше ги ја бутна економијата на пониско ниво, и сега Европа навистина го фаќа чекорот. Еве говориме за 2 до 3% раст кој они покушува, Европа пробува да го наметне, до 2 стигна, меѓутоа немаат веќе рецесија како што имаа пред одреден број на години со економската криза во Европа. Меѓутоа факт е дека немаат сите единствена стратегија за тоа каде ќе се наоѓаат нивните држави, да кажеме за 10 години. Така да ќе чуете многу дисонантни тонови околу тоа дали на Европа и требаат мигранти од странство или не во делот на работната сила, што е по мене еден преседан во историјата. Од времето на транспортот на црнците од Африка за Америка, ова е прв пат ќе биде транспорт на емигранти кои се потребни за да надополнат недостатокот на работна сила која во Европа би се појавила за 10 години од сега. Знаете како? Ова никој посебно нема да го говори, меѓутоа прочитате малце во светот ќе видите дека за тоа многу се почесто се говори, дека значаен број од државите во Европа немаат доволно работна сила да го одржат темпото на економски раст. И тоа е чудно, меѓутоа и малку нехумано. Знаете како, вие форсирате ljudска мизерија за да покренете големи маси на луѓе кои се движат низ просторот, за да надополните недостиг на работна сила.
Мене ми изгледа тоа прилично нехумано. Инаку воспротивно нормално е дека глобализацијата донесе процес на миграција на луѓето од еден континент на друг, движење од ненормални димензии. Сами сме сведоци дека Македонија го чувствува тоа на најозбилен начин, со губитокот на млади луѓе кои заминуваат насекаде во светот. Меѓутоа, тоа е процес кој економски е наметнат. Не треба се генерира војна или воени случувања или мизерија некаде за да се покренат големи маси народ. Да, меѓутоа проблемот е тоа Љупчо го кажува, значи зошто овие теми станаа доминантни, а не позитивните работи на Европската унија, нели прогрес, напредок, размена на студенти, факултети, програми. Зошто овие теми станаа главни? Ако многу е важно да се знае дека околу 170 милиони европејци не се сеќаваат на Втората светска војна. Значи не се сеќаваат на нешто крупно што се дешавало во Европа. За нив постои само Европа од кога функционира како нормална држава. Дури за најголем дел од европејците, онаа млада генерација, Европа постои од времето кога почнале пред 30 години. Значи, кога прв пат била подпишен договорот во Рим за Европската унија, тие денеска луѓе кои се родиле на тој датум, денеска имат 30 години. Ако имале уште 10 години, денеска имат 40 години. Значи, ние говориме за популација која не е ни свесна за принципите на кои ова асоциација била формирана и како тоа се градело. Инаку, мене ми се чини дека тука настануваат првите куштуси. Затоа што првите куштуси се настануваат заради тоа што економската криза наметнува поинаква стратегија за развој на државите кои имаат проблем економски. Сите барат некакви краткорочни, долгорочни солуции тоа да го решат. Меѓутоа на глобално ниво се појавуваат сериозни дисбаланси на региони кои се развиваат побрзо од останатите. И прераспределбите прават нервоза од класичниот тип, не можеме да префрламе ние да ви плаќаме. И ако побарате што е заедничката точка на двата референдума во Италија сега и каталонскиот, ќе видите дека кај сите три има обвинувања дека поголем дел од средствата од тие региони се одлеваат према центрите на државите. Значи од Каталонија они викаат дека имаат околу 10 милиарди евра вишок префрлени пари. Сега пријателите мои викаат дека многу пари земаме од Европската унија, меѓутоа Каталонија не бара да се изземе од Европската унија, она бара само да го заобиколи Мадрид. Она што е исто забележливо е дека Северна лига, уствари тоа е партијата на Умберто Боси која 90-те години се залагаше за падание, за двоење на Северна Италија. Истите тие луѓе, значи од истата таа партија, сега во двата референдума укажуваат на тоа дека и Ломбардија има исто огромни побарувања према Рим. Они викаат 54 милиарди, Венето вика дека има 20 милиарди небалансирани. Пазите, Венето е Венеција со главен град. Ломбардија е Милано. Значи не говориме сега за некои региони кои не се развиени, него исклучително. Како се вратиме Каталонија е Барселона. Значи ние говориме за три исклучително богати региони. Меѓутоа и не со малку народ. Значи во Каталонија живеат околу 7,5 милиони луѓе, а Ломбардија и Венето се околу 15 милиони луѓе. Меѓутоа треба се знае дека 30% од бруто националниот производ на Италија се формира во овие два региона. И она што е важно дека они бараат нешто што на пример они викаат го има во Италија и претходно. Ние не сме ни биле свесни дека... Меѓутоа, Антони, морам повторно да се повикам на Јошка Фишер, иако не ми е омилен политичар, тој вели, а инаку раководеше телото на Советот на мудреците пред едно 7-8 години, беше формирано во рамки на Советот на Европа, за да одредат некои насоки каде Европа треба да се движи во наредниве деценија-две. Тој вели, не е се во парите. Каде е демократијата? Прва работа е демократијата, затоа што, Љупчо, Европа е мировен договор практично. Значи, Европската унија е мировен договор, тоа што го кажуваш ти, ние по младите генерации не се свесни за тоа, дека до пред 50-60 години нели се војувало меѓу себе војува европејците, значи да се спаси демократијата во Европа. Како можеме да спасиме демократијата во Европа? Имаат ли рецепт европејците? Демократијата е во криза сегде, затоа што во последните 30-35 години еден куп од, да кажеме, од луѓите што некогаш можеби се донесувале демократски у смисла на
нели потреба за некаква демократска легитимација, денес се префрлени на, да кажеме, на некое технократско ниво, на ниво на не знам, на меѓународни организации, на ниво на Светска банка, и други финансиски институции. Видете која беше демократијата во Грција, да не знам, некаква тројка, некакви институции одлучат за, нели, животот една нација, на цела една нација. Тоа е апсолутно лошо и тоа не е априори болест на Европската унија. Значи, тоа е болест со која што се сочуваат и националниве држави, затоа што е пред се врзана со, да кажеме, со глобализацијата. Значи, пазарите и тука и мултинационалките и сите големи играчи во економијата едноставно се алергични на било каква демократска легитимација на правилата што ги бараат. Така, нив им треба слободен пазар, не им требаат граници и така натаму и така натаму. И најлесно е да го впериме прстот кон Европа. Јас од друга страна па мислам дека Европа и не знам заедничките сили на Сдружени националните држави е можеби најдобриот, потенцијално најдобриот браник пред такви постдемократски, да кажеме, болести. Најлесно е да се впери прстот натаму, а да се заборави не знам колку националните контексти се станати недемократски. Така, зашто ги прашуваат, мислам, луѓето? За колку од одлуките не ги прашуваат? И потоа имаме политичари, не знам, и национални, на кои што им е најлесно, кога ќе бидат прашани од своите конституенти и од своите гласачи, нели, зашто не презимаат нешто, да го вперат прстот лево, десно, кон мигранти, кон Европа и така натаму. Тоа е некој десничарско-популистички наратив, што мене воопшто не ми се допаѓа. Мислам дека можеби ги погодува проблемите, но решенијата што ги нуди се апсолутно одат во правец на нерешавање на проблемите и на продлабочување на проблемите. А враќајќи се кон ова што рековте, малце ме погоди тој аргумент, нели, мигранти, бегалци. Значи, да не забораваме дека ние немавме мигрантска криза. Тоа е класична бегалска криза. Значи, во Сирија и во Блискиот Исток се случува криза и војна, можеби 10 пати, од 10 пати поголем размер од војната која што беше во Југославија пред 20 и кусур години. Значи 10 пати, 20 пати поголеми страдања во смисла на бројот на човекови жртви, во бројот на разрушувањето таму што се случуваше, не се тоа мигранти. Тоа не се луѓе што доброволно решиле да дојдат и да окупираат Европа. Тоа се бегалци. Тоа се луѓе раселени, бегалци што ги изгубиле домовите, што се соочиле со страшни страдања. А можеби и во Германија, нели секогаш и во државите каде што треба, кај што решија, ја мислам пред се од хуманитарни причини да ги примат, полесно беше на јавноста да и се оправда таков шок како милион луѓе ти доаѓаат така во државата, употребувајќи некакви економски аргументи. Сега делот веројатно и од политичарите и елитите биле убедени затоа што они ги гледаат и економетриските податоци, знаат дека им фали и така натаму. Меѓутоа што добија? Добија милион луѓе истравматизирани на кои што ги им требаат години. Не само научат јазик, него затоа што се бегалци, а не мигранти со айфони како што беа представувани, нели, во сите десничарски популистички медиуми, со цел да се плаши народот дека овие луѓе дошле тука се да ни ги крадат работните места. Да, меѓутоа видовме многу интересно. Значи тоа е огледало за нас. Не, во ред имаше разни категории таму на луѓе и семејства, значи беа мигранти, беа имигранти, азиланти, бегалци, тоа Туѓе мислам кога ги употребуваме зборовите, да покажуваме нашата суровост. Кога некој прашуваш, обележуваш како мигрант, тоа имплицира дека човекот доброволно, за да замени плата од 300 евра, оди во друга држава да добие, не знам, 2000 евра плата. Така. Ова беа луѓе војна. Сте ги гледале сликите од Сирија? Да, јасно ни е тоа. Ги гледале сите. И најлесно им е на десничарскиве политичари да градат, затоа што па ги гледаме дека десничарскиви и либералниве влади и во Европа и надвор од Европа нели се устршта своја искорумпирани длабоко, дека тоа се клептократски режими, као што впрочем беше и случајот кај нас и дека е многу податлива таа тема да се плаши народот со некаков баук како мигранти, бегалци и така натаму. Па да не забораваме дека кај нас мислам кој би помислил дека тие пусти луѓе би сакале да се населат во аеродром или во не знам Инџиково или во кажи го Илинден општина или кои се сите тие општини каде што нашата бивша власт и партија што беше порано на власт се обиде да организира референдуми против доселување на имигранти. Мислам, тоа е една нечовешност темелна се покажува со тоа. Темата се превртува наопачки и
Но да не забораваме дека во таа криза Европа како се справи, видовме, сите бевме во тоа, почнаат зидови да се градат, огради и така натаму. Значи, популисти станаа сите, и леви и десни. Видете, не може, сликата е шарена. Да. Различни држави во различни контексти различно се справија со тоа. Јавностите се секаде поделени. Исто како што е, не знам, во Германија поделено јавноста, но превагна, нели, кон некаква отвореност, затоа што веројатно се должи на таа култура, да кажеме, на сеќавање во Германија. Нели, тоа, да кажеме, некакво чувство на вина, што се и преку школскиот систем на луѓето им се посетува ради нацистичкото минато, меѓутоа тоа заврши работа. Да бидат отворени и да ги примат тие луѓе и гледаат дека тоа не е баук. Добро. Голем. Дури тука не треба да забораваме улогата на Меркел како јак политичар, она ја наметна таа филозофија, да стане општествена филозофија, но последиците видите во кризи се чувствуваат сега. Германија не може да формира влада. Знаете како, во ред мислам, од една страна во право сте дека не треба да се бара изговор во да кажам миграцијскиот инженеринг, за кој јас би сакал да не сум во право. Меѓутоа и јас ни вие не можеме денеска да говориме за тоа, заради тоа што за тоа треба временска дистанца од 10 години, па да установиме дали навистина кои се генералните причини заради дури започнувањето на војната во одредени региони, за да можеме денеска да ви кажам дека со зауставувањето на бранот на бегалци од регионите за кои говорите, Сиријата, моментално главниот удар на особено Италија, Шпанија и на земјите кои се на медитеранската рута, на двете медитерански рути, имаат зголемен број на имигранти кои немаат никаква врска со ниедна земја која има воен конфликт. Значи, тоа се скоро идентично економски имигранти кои уствари бегаат од немање економски услови за живот. Тоа не е класична војна. Не се директно загрозени животите од војна, него се загрозени животите од сиромаштија. Таквата варијанта укажува на тоа дека Европа со начинот на кој респондираше, особено членките кои веднаш почна дисонантно да реагираат. Што имате вие ситуација? Имате ситуација во кој одредени држави изградија за помалку од 1 месец зидови по 4 метра високи. Имате држави, европски држави, членки на Европската унија. Имате држави кои изградија не само тоа, него ставија и војски на своите граници. Имате ситуација кои на непостоечките граници на кои се проаѓа без пасош, стаја граници во кои треба се помине не со пасош, никако не се поминуваше. Имаме ситуации во кои меѓу две држави, како што е Унгарија и Хрватска, на пример, не може да се помине никако границата, заради тоа што имаше 3 бафер зони. Суштината на проблемот укажува на тоа дека Европа ниту седнала да се договори за тоа што ќе прави. Јас знам дека тоа немате многу време да одлучувате кога ќе се деси таква криза. Али држава како држава, сега реков држава, се навлеков на тоа дека Европа е држава. Европа не е држава. Европа е нешто што уствари сега ние го третираме како држава, а по својата суштина ви реков не е држава. Она е сојуз на држави кои сега моментално пробуваат да најдат заедничка common ground, заедничка основа на која би граделе држава. А се покажува дека се подлабоко и подлабоко тоа е ближе. Меѓу другото, најголем дел од ретроградните десничарски процеси што се случија во сите овие земји, во наративот заради кој ги добија изборите, бегалците се на прво место. Да не ви кажам, сега ајде да почнеме со ред. Сите држави. Ќе направиме кратка пауза, па ќе се навратиме и на темава за градењето од зидови и на темата за отворените врати на Европската унија. Кратка пауза за реклами, се враќаме. Значи, се враќаме со нашите гости Љупчо Петковски и Антони Пешев. Зборуваме за Европската унија, се интегрира или се дезинтегрира. Доаѓаме до темата дали Европа всушност подига нови, така наречени балкански зидови, дали се оградува меѓу себе и самите членки имаат тенденција да се оградуваат, и што станува со регионот во кој ние припаѓаме, а кој го нарекуваат Западен Балкан. Последно што слушаме е дека Солунската агенда, Љупчо, Солунската агенда, еврокомесарот Хан ја враќа во игра, најверојатно и нешто друго се случува за сцената. Таа беше усвоена во 2003 година на самитот во Солун, каде што ние често одиме во лето на одмор на Халкидики.
Значи се отворија вратите и за нашиот регион, тогаш широко, потоа во 2006 година се афирмираше Солунската агенда. За сега да се спомнува дека всушност 2018 година ќе биде година на нешто што ќе се случува, односно Европската унија ќе биде многу поприсутна во овој регион. Прашањето ми е дали е ова поклопување всушност со Берлинскиот процес. Берлинскиот процес кој нели го почна Меркел и кој еве доживеа во Трст летово нешто видливо, нели се формира една така заедница, еден пазар веќе се надзира на 6 држави. Да, а мислам дека генерално целиот тој пристап со Берлинскиот процес, како и со најавите за оживување на Солунската агенда, се дължи на тој некаков вакуум што се создава од таа позиција, знаете, не може ништо опипливо да се вети во смисла на брзо членство и така натаму. Од друга страна не смее да се остави просторот на Русија, или да се остави просторот како нерешен, треба да се прати силна порака нели кон лидериве локални и регионални дека сепак има нешто за нив во целата таа приказка. Исто така мислам дека Солунската агенда никогаш не е умрела, така никогаш не била затворена, можеби била попасивна, можеби не била толку видлива, меѓутоа перспективите си се јасни. Перспективите се јасни. Мислам дека никој па дури ни Русија нели не може тоа да го проблематизира каде припаѓа Балканот и каде ќе биде во иднина. Делумно веројатно целата работа се должи на некои сега малце да кажеме малце пофолни зборови за она што се случуваше во надворешната политика наша пред се во последните месеци. Знаеме како брзо и паметно се реши тој проблем со Бугарија, без големи потреси, иако гледаме дека опозицијата тоа гледа да го проблематизира, па да направи приказка, меѓутоа очигледно е дека тоа не проаѓа, затоа што таму нема ништо спорно, меѓутоа нашата власт покажа некаква храброст и визија тоа да го реши, брзо да го затвори, да го постави целиот тој проблем во некаква рамка. Затоа и идејата нели во текот на бугарското председавање да се пратат по-силни и по-јасни сигнали кон државите како Македонија, како Србија и другите од Западниот Балкан. Иако не ми се допаѓа тој термин, од државите од Западниот Балкан, дека нели иднината им е во Европа, иако нели не може да се понуди, па ги знаеме тие изјави на Јункер, нели дека 2025 ништо не може да се случи. Па и тоа не е ни толку далеко. Јас сепак мислам дека нели нашата енергија треба да се насочи кон тоа што го имаме на располагање, подготовка за големите пари, ако имаме ИПА фондови да се насочиме на ИПА фондови, ако имаме демократски проблеми за решавање дома да се насочиме на решавање на тие демократски проблеми, ако имаме судство кое што кочи правдата во Македонија да се насочиме на решавање на проблемите со судството, со помош на европски пари, со помош на пријателите од страна, со советите, со се што може да ни се стави на располагање за подобро се подготвиме пред се за нас, да станеме поправедно општество и поспремни со тоа нели и за членство во Европската. Така. Мислам ќе биде ова интересно сега и за тебе, бидејќи Антони ти беше и министер во една влада одамна, 90-тите години, раните 90-ти години, и ќе биде важно да го чуеме твоето мислење во однос на европските интеграции на Република Македонија. Ние и покрај сите проблеми и внатрешни што ги имавме, нерешени прашања, етничка поделба и така натаму, ембарго потоа од Грција. Во 2001 година Македонија потпиша спогодба за договор, нели, за стабилизација и асоциација, и практично станавме прва земја која го доби тој договор во време кога ни пукна кризата во земјава. Станавме потоа и земја кандидат и уште сме земја кандидат. Прашањето ми е, практично се содржи во два дела. Првото ми е, ние успеавме, како успеавме до таму да стигнеме, но може би клучното прашање, бидејќи се одолговлечи тој процес, ние сме долго време во чекалната,
за чудо затоа што имавме и твининг проекти, беа ангажирани и словенци, и не знам кои, Европската Унија, дојдоа тука за да не внесат на некој начин или во ЕУ, но тоа не се случува. Дали баравме алтернативни пазари или алтернативи на ЕУ? Значи, ако допред 60 години на ваков тип на дебати беше актуелно прашањето дали Македонија треба да прави план Б, и дури јас говорев за тоа времето кога и земите на БРИК, значи Индија, Бразил, Кина, треба да бидат, да им се пристапи да се бара во нив идни партнери, или Русија, или... Денеска веќе нема дилема. Значи, ова што го ние говориме не е дека ние сме овдека сега евроскептични, па сега не сакаме да идеме према Европска Унија. За Македонија, од економска гледна точка, можам да ви кажам дека скоро и да нема алтернатива. Затоа што уствари толку многу далеку сме отидени во економската соработка со земјите од Европа, што денеска прекинувањето на тие контакти би бил мега економски проекат. Тоа би била идеја од мега димензии. Без разлика тоа што сега можеме да дебатираме до Сабајле за тоа дека Европската Унија треба да предприеме реформи. И најголем дел од евроскептиците денеска не се тврди евроскептици кои инсистираат по секоја цена Европа да се растури на парчиња. Они бараат реформа во Европската Унија како начин на соработка и начин на комуникација и стратегија за развој. Тоа е сосема друга. Значи имаат они две нива, тврда и мека, soft hard. Хард евроскептици, софт евроскептици. Едни две се за делење на Европа, други две се за реформирање на Европа. Меѓутоа факт е дека земјите кои гравитираат према европскиот економски регион, како што е Македонија и земјите на Западен Балкан, они немаат голема алтернатива. И денеска нашиот најголем економски партнер е Германија. Далеку најголемиот економски партнер е Германија. Држава со која веројатно Германија е една од ретките држави со која ние имаме трговски суфицит. Тоа е, значи, Македонија има една од ретките земји со кои Германија има дефицит, е Македонија. Апсурдно е, меѓутоа така. Пошто сме мала економија, за нив тоа не е ни посебно битно. И дури се поносни дека бар со некоја земја имаат дефицит. Оно што е битно да разбереме е следното, дека ние во регионот не се дружиме заради тоа што политички некој наметнува, него заради постоењето на поранешниот бивши југословенски пазар, компаниите, корпорациите кои баш и не се промениле 100% во регионот, бар дури луѓето се живи од времето кога Југославија постоеше, во принцип комуницираат лесно. Јазикот не им е бариера. Значи, да, различни се тоа јазици, меѓутоа се наоѓа варијанта, се подзборува, се наоѓа начин за комуникација. На луѓето им е полесно бизнис да комуницираат, што да се вози со кола. Вие стигате, ако се подобрат автопатиштата и комуникацијата е олесната. Еве последниве години сведоци дека малку ќе се подобрат патиштата и веќе се раздвижува таа економска соработка. Битно е да се разбере дека земите сега во регионалното поврзување бараат проширување на тие микроекономски простори на кои функционираат до сега и кои не дозволува никаков економски раст. Не можете во Македонија да постигнете економски раст по принципот перпетум мобиле. Сами ќе си правиме за самите себе и ќе си произведуваме додатна вредност. Невозможно. Мора да произведувате нешто што ќе се разменува со светот, па низ подобрувањето на квалитетот и донесувањето на нови вредности, ќе донесете пари назад. Ете, тоа е нешто што ги натера земјите во овој процес да одговорат позитивно на иницијативата на господјата Меркел во Берлинскиот процес. Значи, првиот самит кој се одржа со земјите на Западен Балкан беше во Берлин, затоа се вика и Берлински процес. Вториот беше во Виена, третиот беше во Париз, четвртиот требаше да биде во Рим, се одржа во Трст. Уште во вториот од Виена наваму 6 држави, коморите на 6 држави, најголемите комори на 6 држави одлучија да формираат паралелна институција која ќе го прати процесот, која ќе одговара на приказките со возможување на обезбедување на инфраструктура коморска која ќе им овозможи на компаниите полесно да комуницираат. И на вистина, во изминативе години, без постоење на било какви политички одлуки формализирани, коморите во регионот функционираат како да се на директна линија, како да имаат црвен телефон. И тоа е добро. Таа приказка овозможи и да се дојде до малце пошироко разгледување на можноста државите да комуницираат, па може да се направи можда во иднина некој проширен економски простор, намалени, се слушаме од србите размислуваат за да предложат симнување на царинските тарифи. Да, тоа меѓутоа тоа гледам дека е неприфатливо заради Косово, затоа што они го полнат буџетот преку Ја не сакам да кажам дека тоа се идеи кои треба да се прифатат на прва. Него сакам да кажам дека луѓето пробуваат низ таа приказна да најдат заеднички мото
кој ќе му возможи да тој микрокосмос во кој функционираат стопанствата на сите овие држави го прошират барем регионално. А со тоа да станат и малце конкурентни во однос на другите држави. Заради тоа што, да не заборавите, Југославија беше успешна заради тоа што ги користеше услугите на скоро 7 држави региони како единствен економски пазар. И затоа беше поедноставно да се произведе тенк. Сега да не ме разберете погрешно, меѓутоа тенкот во Југославија се произведуваше на 6 локации во таму каде што најлесно се произведуваат одредени компоненти. Или се произведуваше нешто ваму каде што добро се произведува, а одаму се земаат другите компоненти. Тоа што ние како Македонија секогаш сме имале лоша позиција во однос да погрешен дел на економијата ни бил доделен, тоа уствари не е алиби да не размислуваме поинаку. Македонија денеска е сосема во поинаква состојба и треба да размислува отворено. Ние треба да размислуваме како нашите компании да ги однесеме во регионот, како нашите компании да ги изнесеме од Македонија. Ние цело време тотално се фокусиравме на тоа како да донесеме странски инвестиции во Македонија. Не водејќи сметка за тоа дека може да имаме и нека компанија додека што може да однесеме надвор. Скоро за најголем дел од политичките елити кои изминативе, јас сум 30 на години во бизнисот, беше скоро незамисливо дека ќе идете пред компанијата и ќе ја промовирате својата компанија некаде надвор. Не знам зашто тоа е некоја чудна одбивање. Па председателот Обама идеше продаваше авиони у Кина. Да не заборавиме дека председателите на светот идат, меѓу другото, поред политичката агенда имаат економска агенда. Боинг продава. Во принцип, тоа не се работи тоа се работи за промоција на потенцијалите. Тоа е тоа што ние се сеќаваме на процесот на пактот за стабилност. Ова е нешто веќе на едно повисоко ниво. Исто е германска иницијатива. Берлинскиот процес е интерконекција, поврзување, логистика, патишта праење, брз интернет сообраќај и така натаму. Ме интересира, Љупчо, што мислиш, возможно ли е овој регион, овие 6 држави да направат еден таков заеднички пазар, да се поврзат? И каде е тука улогата на Брисел со фондовите? Како ќе одговори? Преку кои компоненти би можеле да очекуваме да... Ја мислам дека е пожелно. Јас мислам дека е пожелно и возможно. Затоа што, како што рековте, многу е тешко да се да кажеме, мал производител на текстил од Македонија и да треба да станете на царина за да го предпродаете својот производ, не знам, во Лесковац или вака. Многу би било поедноставно тоа да иде побрзо и да можете да го продадете како домашен производ. Тука гледам трик во и опасност во некоја култура на надпреварување, знаете, што се создае меѓу сите држави. Секој сака да биде лидер, секој сака да биде да кажеме, допадлив пред Брисел, секој треба сака да биде главен во регионот, секој сака да дае повеќе субвенции за некоја странска инвестиција што треба да дојде, и некако се надпреваруваме кој ќе дае повеќе државна помош и субвенции за да привлече одреден странски инвеститор, меѓутоа во некоја крајна линија немаме ни избор. Тоа е тој пазар, пазарите као и све, пазарите се пред се, мислам, сите пазари имаат некаква своја инклинација да бидат регионални. Секогаш полесно се продава блиску, секогаш подобро те познава соседот отколку некој подалеку и е многу фрустрирачки се запали кола и до Словенија, да се патува, колку само граници треба да се поменат. Веројатно 20% помалку би траело патувањето да нема толку граници покрај добрите автопатишта до таму. Брисел би можел да помогне секако со разни инструменти, дел од тие фондови да се стават во функција, не знам, техничка помош, експертска помош за градење на институции, затоа што се што подразбира некаква интеграција, подразбира и градење на некаква бирократија. Нема таква работа како слободен пазар без робусна бирократија која што тој слободен пазар невидливо ќе го регулира. Така што треба да се биде. Не е безпредметно. Значи, малку повеќе отвореност не би било лошо да имаме во регионот. Еве, јас не ми се чинеше важно дека потпишуваме договор за можност за патување без патни исправи во земјите во регионот. Некако не го гледав како некој посебен бенефит. Ни сите овие разговори за патувањата и
интензитетот на лобирање кој го гледам од, да кажеме, од Босна и Херцеговина, кој има проблем сега со уште визен режим дури помеѓу државите во регионот, сваќам дека тоа нив им е битно. Ја да кажам, направив една мала проба, патував од Скопје за Црна Гора со кола, низ Косово, Албанија и Црна Гора и не употребив пасош. Со лична карта. Со лична карта. Беше пријатно. Мислам, генерално, не е дека нешто посебно ми донесе како бенефит, него полека тоа покажува дека можело и така. Значи, ако имаме добра информатичка инфраструктура, ако имаме размена на информации, безбедносни, какви сакате, и личната карта е доволно да ви идентификува ако сте проблематичен за одредена регија. Ма ние сакаме еден ден ни тоа да го нема. Значи, идејата, сакам да кажам, секој понатамошно продлабочување на добрата соработка на државите не е на одмет и не треба тоа да бегаме. Ние како стопанство навистина жестоко лобираме за проширување на пазарите во регионот. Без разлика на тоа што можда тоа некому наликува на ретрограден процес, повикување на бивши приказки, меѓутоа не е така. Се работи за практична проширување просторот. И сега да знаете, не е просторот само на овие. Сега ќе видите дека една Молдавија, која уствари не припаѓа на оваа група на земји, она бара приклучок на процесот. Една Романија активно партиципира во тој процес. Една Бугарија исто сака да партиципира. Да не говорам за Хрватска и Словенија кои перманентно се присутни на сите овие средби. Албанија која нонстоп е заедно со нас во целиот овој процес. Значи сите бараат полека отварање на регионот и отварање на слобода на комуникација. Меѓутоа, морам да кажам, тоа мора да иде во глобална стратегија и со дефинирање на глобалните економски параметри на државите. Заради тоа што ако иде понатамошно надавање за тоа кој ќе даде подобри услови за странските инвеститори, а не само кои се реалните потенцијали на државата, тоа ја носи државата во тотално непредвидлива ситуација и неповолна ситуација. Заради тоа што ако вие ги намалувате, ги зголемувате субвенциите, ги намалувате даноците, вие се доведувате во ситуација да уствари во еден момент кој е главен корисник на таа работа? Странскиот инвеститор овдека. Ние, например, имавме сериозен проблем изминатите години, што имавме странски инвеститори кои навистина донесоа многу ноу-хау, технологија, зголемен извоз. Меѓутоа, од друга страна, ние никогаш не бевме свесни за тоа колкави се трошоците кои како држава ги плаќаме. Па затоа можда не беше нецелисходно да во целата оваа работа размислуваме за тоа како да направиме унифициран економски простор дури за странските инвеститори. Да се договориме дека регионално даноците ќе бидат толкави, субвенциите ќе бидат толкави, па нека одлучуваат некои други фактори. Поволност географска, поволност од работна сила, поволност од капацитет умствен, каков сакате, работна сила, можност за производство, инфраструктура. Да не забораваме, ти си од бизнисот, ама не си веројатно во производство, не знам точно, меѓутоа тој што е во производство знае дека не му се исплати во Македонија да отвори фабриче, затоа што скапа електричната енергија. Значи математиката не му дозволува да се раскомоти. Македонија и регионов е енергетски зависен. За жал, и не гледам дека нешто се прави во таа насока посериозно. Ке се изненадите дека Македонија можда и не треба да го бара излезот од својата економска иднина во професиите и фабриките кои ми е многу важно колку кошта електричната енергија. Просто е небитно. Знаете како, за една информатичка компанија скоро и да е небитно колку кошта електричната енергија. Тоа е последната ставка колку која они размислуваат. Повеќе размислуваат тоа дали ќе имаат доволен прилив на луѓе кои знаат да го работат тоа, дали се едуцирани, подготвени, сертифицирани, дали се препознаени во светот, дали произведуваат производ во светот. Последната работа на која размислувате во тој момент е цената на електричната енергија. Ако цената на електричната енергија е таа што ни го дефинира дали ќе дојде странски инвеститор во Македонија, тогаш сме на лошиот пат. Тоа значи работиме со најниско платените фабрики во светот. А тоа не треба да биде едината на Македонија со толку малце народ. Добро, ќе направиме уште една кратка пауза, па се враќаме повторно во студиото. Со Берлинскиот процес дефинитивно се создаваат можности и за Република Македонија да влезе на еден поширок пазар од 20 милиони жители. Но еве едно прашање, бидејќи се очекува и Европската Унија да одговори на инфраструктурните проекти со
со пари, со логистика. Банка е формирана и така натаму, значи ќе има добар фонд. Љупчо, имаш ли податоци како стоиме во однос на искористеноста на фондовите кои ни се нудат од Европската Унија? Да, на Македонија и се нудат типа фондовите, тоа е инструмент што е специфичен само за државата, исто и се нудат и програмите на Унијата. Ако ме прашувате конкретно за фирми и за, не знам, истражување, развој, економски развој на продукти, тука се најподатливи во моментот е најподатлива програмата Хоризонт 2020, порано се нарекуваше во претходната финансиска перспектива седма рамковна програма, односно FP7. Ние тогаш правевме некои детални истражувања директно со корисниците од Македонија, интервјуирајќи ги, прашувајќи ги за проблемите за имплементацијата и да видиме колку пари искористили и така натаму и се испостави тогаш дека тоа беше пред неколку години дека фирмите најслабо стојат од сите други корисници. Универзитетите дури повеќе успеваат да се врзат во некакви конзорциуми со странски универзитети и да земат делчиња од тие големи проекти за истражување и развој. Дека фирмите очигледно може би поради самата структура на нашата економија, нема многу фирми што се, не знам, насочени кон развој, насочени кон хајтек производи или нешто што се финансира многу послабо од универзитетите. А со заострените правила со Хоризонт 2020, тука немам некои податоци тазе или како се одвиваат работите, мислам дека ситуацијата е уште послаба во однос на фирмите, но не ме фаќате за збор. Добро, не се прославя и многу други членки на Европската Унија во искористеноста на ИПА фондовите. Има доста земји со проблеми. Некаде, да, проблемите се. Ако отидеш до 40% од искористеност на фондовите што ви се нудат, тоа се смета за добар процент, така? Шампионска, да. Шампионски. Антони, ова некако сега темава што ќе наметнам изгледа како некако топла вода измислување од Европската Унија или враќање на некои стари ретроградни процеси се однесува за нас и земјите од нашиот регион. Ние сме во така наречениот шенгенски простор. Не ни се потребни визи за да патуваме низ речиси сите земји. Па да, Велика Британија излезе и патуваме без визи во Европската Унија, меѓутоа од 2020 се најавува некаков си нов систем, го викаат ETIAS, значи Европски систем за информации и одобрување на патувањата. 72 часа пред да патувате, треба да ја информирате, предпоставувам, владата на некоја земја или некоја институција, кај што ќе кажете да, јас ќе патувам, имам намера за тоа и за тоа, да набавите потребни документи. Сега со овој берлински процес, како да ги споиме овие две нешта? Па, како и многу други работи, Европската Унија прави чудни потези. Јас не ценам дека ова е многу корисен процес, особено од економска гледна точка. Ова е, јас би рекол, дури покомплициран процес од постоењето на либерален визен режим. Ако навистина Европа се чувствува загрозена од земји од регионов, значи надвор шенгенскиот процес, ние мислам дека со ова добиваме исклучително отежнувачки околности за движењето. Значи, не е на страна тоа дека 10 евра вие ќе потрошите кога ќе го најавите својот пасош и тоа еднаш ќе го направите за еден пасош. Значи 10 евра не се ни клучни. Клучните се тие 72 сата на најавата и подготовката на најавата за патување и најважно, очекувањето дали ќе ви биде одобрено патувањето. Знаете, тоа е непотребна фрустрација. Да не заборавиме дека Словенија и сите земји што гравитира блиску, граничеа со централните европски држави, брзо го фати европскиот процес токму заради либералните гранични режими што ги имаа со тие држави. Ние бевме во Југославија, а словенците се проаѓа во Италија преку ограда. Она што беше битно е дека Словенија никогаш не ја чувствуваше Словенија како закана своја. И јас мислам дека земјите на Западен Балкан воопшто не се закана за Европската Унија. Дури напротив, може би воведувањето на некаков поинаков, поинтензивен начин на чекирање на пасош на човек, некаква најава без очекување на потврда дека може да влезете, може да и имаат потреба заради, јас би рекол, недоволната инфраструктура информатичка која не знаа дали ќе имаат за тој период. Инаку да ви кажам,
ако овој систем навистина дојде во сила, тој е покомплициран него класичната виза. Заради тоа што на виза ако навистина често патувате во Европа, еднаш ќе ја барате на 10 години и со либерален виза режим ќе добиете на 10 години и 10 години сте слободни. Нити најавувам дека ќе патувам, нити најавувам дека не најавувам. На овој начин, на секој патување вие 72 часа да чекате дали ќе ви се одобри не, тоа значи дека замислете го бизнис. Која е таа бизнис логика која имате потреба да патувате утре, а вие не можете да патувате утре, него ќе чекате 72 сата да ви се одобри да патувате. Па ќе го испуштите моментот, ќе го испуштите, нема логика. Се затвара економскиот простор, глобално се затвара на тој начин. И јас мислам дека ова е направено, веројатно од безбедносни причини за Европска унија, им ја олеснува контролата, им го олеснува притисокот на границите, веројатно го, како да кажам, го антиципира можноста да големи групи на луѓе дојдат на границите, што им се случи со мигрантскиве избегличкиве кризи, заради тоа што на овој начин тоа ќе се избегнува. Една од приказките е дека на тој начин ќе се забрани да дојдат луѓе непознати на граница, кои не добиле клиеренс дека може да поминат граница. Меѓутоа тоа не е нешто што го леснува економски или не го подобрува економскиот амбиент. Европа мислам дека прави сериозен чекор назад во однос на слободата на движење на луѓе и стока. Она што е битно да се каже дека се затвараат и веќе помалку подотворени граници. На крај краишта, ако Европа почувствува сериозен проблем од безвизниот режим со Македонија, тоа требаше да биде видливо до сега. Македонија со 2 милиона жители и до сега имаше безвизен режим и не се случи ништо драматично. Немаме ние стотици илјади луѓе натрупани некаде по светот. Тоа не се случи ниту во Европа. Па ни се случи една спорадична приказна со мигранти или така наречени азиланти, меѓутоа организирано со поорганизиран пристап на излезните контроли од државите каде што значи нашата полиција го пресретна тој бран. Значи не треба вие да чекате, нема да го пуштите човекот да таму ако нема дефинирано причина за патување или нема обезбедено средство. Значи не се работи за тоа дека вие со воведувањето на било какви бариери само отежнувате комуникацијата и го правите процесот се подалечен и подалечен. И на крај крајшта да не заборавиме. Ние навистина се трудиме да стигнеме Европа. Меѓутоа Европа ако сака да нима нас она треба да ни помогне како да дојдеме поблиску. На овој начин само не побутно подалеку и подалеку. И да не се чудиме заради тоа што сега, знаете како, тоа е јавна тајна дека во Европа може да влезе секој, само нормален човек не. Затоа што уствари се покажа дека и во земјите каде што има визен режим, најлесно проаѓаат тие што уствари не треба да поминат, за кои се наменети визите. Обичните луѓе се најхендикепирани. Обичните млади луѓе, тие што сакаат да патуваат. Најголем проблем имаат младите луѓе кои сакаат да патуваат на краток престој во некоја држава во Европа. Нон-стоп им се прегледува. Учи ли, не учи, има ли пари, нема ли пари. А уствари сваќаме дека тоа е комплетно спротивно на дно. Тие што навистина не треба да идат таму и како имаат и пари, и ресурси, и начин како да стигнат таму. Мислам дека ова е ретрограден процес и мислам дека нема да... Па некогаш се одеше со аутостоп до Европа и никој не прашуваше дали имаме пари или нема пари. Слободата на движење на луѓето е клучна... Сакаше нешто да реплицираш на основа на ова излагање, Љупчо? Не, апсолутно секоја бариера е лоша, не сум целосно информиран што ќе подразбира и како е. Јас мислев дека тоа најавување ќе биде 72 часа пред патувањето и ќе важи нели потоа некој период. Ако вистина значи дека при секое патување 72 часа пред тоа треба да се најавиш, тоа апсолутно е некаква бариера за патувањето и апсолутно се согласувам со вас дека нели тие аргументи дека со такви, не знам, контроли дополнителни се спречува да дојде некој што не е посакуван, дека тоа ќе се случи. Исти беа аргументите нели за да остане визниот режим, дека со тоа се спречува нели криминалот, меѓународниот криминал и така натаму, меѓутоа нели криминалците и не знам и луѓето што лошите момци секогаш наоѓаат нели пат да стигнат таму каде што посакуваат и обичниот народ страда од било какви бариери. Јас само би додал уште и се ова би имало логика ако немаме ситуација во која 200.000 луѓе со проблематични документи или без никакви документи влегува во Европа и однаш им снема трага. Значи во таквата варијанта сето ова е, не знам како да ви кажам, претерување. Непотребно претерување затоа што ствари како да имаме двојни аршини за работите.
И ако тоа е причината, нема проблем, ќе се навикнеме. Мислам, во принцип, македонците сме такви, ние се навикнуваме на секаков предизвик. Проблемот е дека не идеме во позитивен правец. Не ги олеснуваме процесите и не ја доведуваме државата се поблиску и поблиску до Добро, што тоа мислам дека очекуваме да видиме што ќе донесе планот за реформи на тимот на Јункер, ако се очекуваат тие реформи, одамна се повикува на реформи. Еден од клучните проблеми е односот меѓу националните парламенти и централата во Брисел, како тоа ќе се избалансира. Очигледно е дека нациите сакаат да се нации. Но еве да го завршиме оваа дебата со завршниве пораки. Јас директно ќе ве прашам, Љупчо, ти си претпоставувам оптимист, барем од она што сега до вечерва го дискутиравме околу нашето интегрирање или полноправно членство во ЕУ. Но сепак да го поставам прашањето. Ќе влеземе во ЕУ пред да се распадне ЕУ или ЕУ има ресурси да се одржи? Јас мислам дека апсолутно ќе се одржи. Значи интересите се преголеми, структурите се премногу силни тие што се поставени од заеднички пазар до слобода на движење и дека јадрото е доволно силно и доволно разумно да ја тера приказната напред. Значи тоа се структури градени со години, можеби меморијата на луѓето нели се брише, па настапуваат нови генерации, но па она што ме прави нели оптимист е дека еве конкретно нели при Брекзитот, нели, при излегувањето на Обединетото кралство и не знам при сите тие анкети и истражувања што се правеа, испадна дека најмладите што имаат најмалку меморија за оригиналната идеја, нели, на европската приказна, тие беа најголеми поборници за останување на државата, затоа што знаат што се бенефитите, затоа што знаат колку е битна мобилноста во денешното време, колку е битно да се патува, колку е битно да се биде Љупчо, подржан. Ти благодарам, мора да завршиме уште 10 секунди за Антони завршно. Па јас мислам дека она што ни го се наметнува на патот кон Европа како процес на реформи кои треба да го направиме, не треба да го направиме за Европа. Треба да го направиме заради самите нас. Ние не сме држава која може да бира и да дефинира услови под кои ќе влегуваме во Европската унија. Но ако ги постигнеме, кога ќе ги постигнеме тие параметри кои нас се бараат во правниот систем, во економскиот систем, во даночниот систем, во сите оние сфери кај што ни се бараат големи промени и прилагодување и подобрувања, јас мислам дека во тој момент нема да биде ни битно дали Европската унија ќе биде едно, второ или ќе биде нешто сосема друго. Мислам дека тогаш ќе бидеме сосема доволни и добри партнери за било која организација. Ви благодарам и на двајцата, драги гледачи, тука со овие завршни пораки на моите гости и на вашите гости ја завршуваме оваа дебата. Останете со програмите на ТВ Нова, пријатна вечер.